Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 553-то издание, а во рамките на Дансе Макабре има 4 фиксни епизоди кои секоја година неизбежно е да ги слушнете. Првата секако дека е прегледот на најочекуваните хорор филмови во годината, која секогаш паѓа на токму на првата календарска епизода во сезоната. Втората е полугодишниот преглед на хорор филмови, која означува крај на една сезона. Третата е, ајде да ја наречеме последната епизода од календарската година, која гласи Dance of the Dead, каде што се бира најквалитетниот хорор филм според Дансе Макабре. И четвртата, која исто така е фиксна епизода, е денешната, односно своевидно означување на Самхаин, односно ноќта на вештарките, како олицетворение на шетањето на духовите на земјата површина, а оваа емисија не би била пред се танц со мртвите, доколку неја следи својата традиција на промовирање пред се на мрачните филмски остварувања, па како и секоја година, така и оваа направи избор од 13 хорор филмови, кои не само што треба да ги погледнете на Хелоуин, туку треба да ги гледате и во останатите денови од годината, затоа што хорор филм се гледа 365 дена во годината, не само во еден ден. Не ме интересираат изговорите дека немате време да гледате хорор филмови, ќе си најдете време, ако можам јас, може тоа да го направи и секој друг. Така што денес ќе ги понудам 13 филмови и уште 10 други предлози кои се наоѓаат на листата на 50 најквалитетни хорор филмови од годината, од кои ќе се избере најдобриот на крајот на годината. Можеби тој се крие помеѓу избраните, а за да го дознаете тоа, треба да останете до крај на емисијата и да го слушнете комплетниот избор. А на почетокот на емисијата слушавме две композиции од еден бенд кој што ќе имаме можност да го погледнеме утре во просториите на Младинскиот културен центар, односно станува збор за финскиот бенд Аморфис, кој што ни дојде преку 7 ридови и 10.000 морења, и ако не ме лаже историјата, по 2002 година, ова е втор пат како по таа година доаѓаат во Македонија, тогаш настапува на четвртото издание, ако не се лажам, на Таксира, да, во 2002 на 29 ноември, заедно со Stranglers и Transglobal Underground ја делеа бината, така што по 2002 доаѓаат повторно и тоа ќе изведуваат композиции како што гласи самата турнеја Halo, односно од нивното последно студиско остварување, кое што е 14, ако не се лажам поред, издадено за Atomic Fire, од кој што имавте можност да слушнете композициите кои што го отвараат, односно Northwards ја слушнавте и On the Dark Waters. И во продолжение ќе слушнеме уште две творби од овој албум, односно слушаме The Moon и Seven Roads Come Together, кои што се надам дека ќе имаме можност да ги погледнеме во живо и утре во Младинскиот културен центар. А Дансе Макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, се борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да успостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 553 пат. Јас сум Златко Јелески, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 553-то издание, именувано како секој ден е Хелоуин, односно во рамките на ова издание ќе рецензирам 13 актуелни хорор филмови кои што ги селектирав за да ви ги препорачам, за да може да ги погледнете во овој период за и околу Хелоуин, за да бидеме во трка и во текст со светските движења и бранувања пред се во рамките на хорор жанрот, а емисијата ќе ја започнеме со најавата за филмот You're Killing Me. You're Killing Me е режисерско остварување на Бет Хана и Джерен Лаудер, односно станува збор за првиот нивен заеднички филм, со тоа што Джерен претходно го сними The Inhabitant и Stay Out of the Fucking Attic, а моментално работи филм за еден, односно моментално го сними филмот за еден, глумена од Мекели Милер, која што ја знаеме од филмот Ма, која оди на тематска забава, насловена Пекол и рај, кај
еден пријател незин, односно еден врсник кој што е син на богато семејство, која се надева дека ќе успее да го пред се да ги разуведе неговите родители кои имаат дебели врски со елитните факултети да напишат една препорака за неа, меѓутоа ќе посведочи на видеоснимка која го компромитира детето на богаташите, односно снимка која никој не би требало да ја погледне, барем тоа била намерата на момчето, па останатиот дел од филмот се претвора во една заложничка криза, односно една брканица помеѓу момчето кое сака да му биде вратена видеоснимката во посед и еден која сака да ги информира властите за неговите насилни пред се криминогени действија, што секако дека не е во нејзина полза за добивање на препораката која што цели, може да изнуди препорака со самото тоа што нели би ја вратила снимката, меѓутоа дали ќе може да живее со себе си со премолчувањето на неправдата, тоа морално прашање го поставува пред се филмот, а еден лик која знае дека богатите имаат механизми да ја го згорчат животот и да ја замолкнат и пред се да ја манипулираат јавноста за нивните потреби, така што сведочиме на филм во кој таа се бори да преживее и да остане доследна на своето убедување кое што го има во животот. Се создава тензија, иако ликовите се затвораат во соби во домот и се бркаат низ куќата, така што е лимитиран со локации овој филм, меѓутоа тоа е во самата полза на овој филм. Ова е еден од последните филмови на кои што има работено Ен Хедж пред да почине. Full Ride, мислам дека беше работниот наслов на филмот, кој го дистрибуираат, кои што па беа задолжени за дистрибуцијата на Беки и на нејзиното продолжение, како и на Candyland, за кој што ви говорев на почетокот на оваа година, а го има на сите стример платформи, нема ексклузива, така што ново прашање е инди хорор филм кој има доста крвави ефекти на пробудување и засеци кои што се прикажани во камера, така што воопшто не е имун на крв овој тинејџерски слешер, ајде така да го наречеме. Не прави кој знае каков исчекор надвор од предвидените замки во кои што нели би заглавиле ликовите, но тоа воопшто не значи па и дека е негледлив. Едноставно е комбинација на coming of age приказна во хорор филм со убици и прикривачи пред се на злосторствата на исчезнатите девојки кои што се нели мртви тела кои ги кријат во плакарите богаташите кои едноставно сакаат да владеат со светот и обичниот човек дознава малку повеќе од колку што треба да погледне во тие нивни плакари. Ова е во кратки црти филмот You're Killing Me, доколку сте заинтересирани да погледнете еден крвав хорор филм кој што е динамичен, ефективен и содржи една тензија која е лимитирана за локацијата за и околу каде се врзани ликовите. You're Killing Me дефинитивно е филмот за вас овој период кој што може да го погледнете. Во продолжение слушаме најавата за шпанскиот хорор филм Венус. Венус е режисерско остарување на Хауме Балагуеро, односно еден од најзначајните модерни шпански жанровски режисери, кој заедно со Пако Плаза се луѓето кои што стојат за филмскиот серијал Рек, односно Рец, а покрај серијалот негови се и The Nameless, Darkness, Fragile, епизодата Тулет од хорор антологијата, потоа Sleep Tight, одличниот и напнат трилер, и секако последните негови филмови се Muse и The Vault. Има една епизода од Stories to Stay Awake, односно шпанска антологија која ја има на Amazon Prime, бидејќи ние живееме во Македонија, сме сиротини, немаме пристап до Prime и не може да ја гледаме. Уште еден филм има Балагуеро кој што го ситуира во стамбен комплекс, по кој што нели е препознаен Рек. Овој пат во предградие на Мадрид, кој решава добро проверениот концепт на завршување на криминалци во погрешна зграда да го имплементира и тука, каде тие, например, стануваат заложници на надприродни текови, односно прави своевидна шпанска верзија на Суспирија, со тоа што ситуира вештерки во самиот стамбен комплекс, како што тоа, например, Зомби милуваше да го направи во Lords of Salem, така што има повикување на демонски представленија, има ритуали, има еклипса, сите услови се исполнети за предизвикување на апокалипсата во овој филм.
Многу ме радува што Балагуера буквално ги потопува ликовите во крв, се појавуваат демонски битија со мутирани облици кои што ги застрашуваат станарите на оваа зграда, така што иако се игра со готови концепти, нафрла од сите страни, меѓутоа мене многу ми се допадна што екстензивните крвави простетики се присутни од 2000-тите, што беа препознатливи за нив, ги става во денешен контекст, така што делува како некој заборавен филм на 2000-тите, следејќи го пред животот на Лусија, односно глумена од Екстер Еспозито, клубска танчерка во бегство од дилери на кои им здиплила наркотици, која се засолнува во зграда на периферијата на Мадрид, како што веќе ви напоменав, каде што живее низината сестра Росио со низината ќерка Алба. Сега, Пабло Росо, тој е снимателот на Рец, најдобро умее да ги направи коридорите да делуваат застрашувачки во еден кадар, а Алекс де ла Иглесија го продуцира овој филм, така што поджанровската турлитава нему најмногу му одговара пред се на вкусот кој го поседува, иако непорекливо е вниманието на и пред се влијанието на космичкиот страв на Лавкрафт да биде застапено во ова дело. Конкретно расказот Dreams in a Witch House има свој удел во составувањето на овој жанровски хибрид. Помина многу фестивали овој филм, почнувајќи од Торонто, односно ТИФ, па играше на Fantastic Fest, на Sitges, играше во Варшава, Стокхолм, на Tallinn Black Nights, од Торино, така што играше и на жанровски филмски фестивали, меѓутоа играше и на фестивали каде што предимство им се дава на мелодрами, така што доколку немате ништо против да погледнете судир на потполно различни поджанрови во едно дело, кои не секогаш функционираат, но се диригирани од многу добар познавач на хорор жанрот, кој жанровското крешендо умее да го достигне на врвно рамниште, тогаш не го пропуштајте шпанскиот Венус. А во продолжение слушаме најавата за Со 10. Со 10 или Пила 10 е режисерско остварување на Кевин Грутерт, односно неговиот 6-ти долгометражен филм, кој што го има режирано. Претходно ги режираше Пила 6, Пила 7, односно Пила 3D. Джезабел е негов, Visions е негов и Jackals е негов, но повеќе го знаете како монтажерот на сите пили. Го монтираше и култниот The Strangers, потоа Ripple Genetic Opera го монтираше на неговиот колега Дарен Болсман, потоа The Collection е негова монтажа и последните филмови кои што ги монтираше се Ума и Cobweb, така што работи на тие две полиња во индустријата. Му беше доверено јубилејното издание на еден од, според мене, најзначајните хорор серијали во историјата на филмот во рамките на овој жанр и еден од моите најомилени. Пред се да го режира, односно да ја добие режисерската палка. Действието е ситуирано помеѓу настаните од Пила и Пила 2, каде болниот и предсеочен Џон Креймер, глумен од Тобин Бел, патува во Мексико за ризичната и експериментална медицинска процедура да подлегне со надеж да се најде лек за неговиот рак, само за да открие дека целата операција е всушност измама, капитализирајќи од последната надеж кој што имаат ранливите пациенти. Личната мотивација е одличен повод за ликот да почне да ги дизајнира неговите машини за измачување, што сметам дека беше полн погодок во сценариото кое што го напиша Пит Голдфингер и Джос Столберг, кој моје мислење е дека е утна работата со претходникот Jigsaw, посебно со одвратниот Spiral, но тука сватија дека мора да се вратат на ликовите кои ја изградија франшизата, со која сите љубители се поврзани и направија филм кој е доследен на оригиналните, односно на почетните филмови. Не ме сваѓа погрешно, не сум ни љубител на филмовите кои Грутерт ги има снимено од серијалот, затоа што прекумерната употреба на мегаломански машини со комплексни механизми, со врзување на премногу ликови во нив, бев убеден дека немаат место во серијалот и јас секогаш сметав дека треба да бидат едноставно конструирани и на тој начин би била јасна реакцијата на гревовите кои ги накалемиле ликовите кои заглавиле во нив, па затоа кога видов дека Кевин ќе го снима овој филм при
придов со скепса, признавам, затоа што исто така мразам лавиринти и рингишпили, односно премини од една во друга, во трета, во пета, во 10-та сцена, конкретно во Пила серијалот, односно вречење за носот на гледачот на група на ликови кои се нели потрошна роба, па затоа ставањето во магазин еден наспроти друг, осудувајќи ги на смрт и да си ја гледаат смртта и што ги очекува, ми беше одлично решение кое најмногу според мене работи во Пила. Тоа што Тобин е центарот на приказната заедно со Шони Смит и позадинскиот играч кој што глуми Костас Манделер, дополнително беше симнување на капата на помошниците на Джиксо, без кои не би постоел серијалот. Радост е секогаш кога Чарли Клосер од Nine Inch Nails ќе се слушне како си игра со култните композиции од серијалот, посебно епилогот, кој може би и не е по мој вкус, конкретно зборуваме за завршната сцена со тоа наивно одење кон заеди сонцето, но ако знаеме дека Кремер починува од рак и не е толку оптимистички последниот кадар во кој нели се отвора, а не затвора врата и пресвртот си одговара на ликови кои не слушаат што им се кажува и нивното его ги надвладува и ги води до чекање на собствената смрт. Снимателот на Spoonful of Sugar, Ник Метјус, си има опуштено пред се за силните бои во миговите надвор од магазинот, но стапиците се гнасни, нема екстремитет кој не беше пресечен, се сечат раце, нозе, глави, повторно ќе кажам, врзувањето, например, на ножевите на рацете и сцените со гароте, ми се најомилени за гледање поради едноставноста и ефикасноста во изведбата пред се на стапиците. Уште еднаш посочувам, не е Пила Escape Room, туку торчер хорор и тоа не смее да се заборави, посебно кога е во прашање личната одмазда, која е важен клуч за решавање пред се на сценариото, а Кевин не избегна во монтирањето и на овој филм од серијалот, но успеа да го задржи вниманието на гледачите до крај. Јас го гледав во киносала и тоа што зад мене цел ред беше исполнето од гласни малолетници кои откако заврши филмот оставија планина од пуканки на подот, беа идеални кандидати за машините на Джиксо, со оглед на тоа што нивните родители очигледно не ги научиле на кинокултура, а редарите од киносалата не се грижа за одржување на самиот ред, без разлика на тоа што филмот трае речиси 2 сати, што е преседан за еден филм од серијалот, кога се во прашање 3 култни лика кои никогаш повеќе можеби не би погледнале заедно, го оправдувам времетраењето. Сцената со шмукувањето на очите беше објавена на самиот трейлер кој што слушнате, меѓутоа убава е играта што таа го отвора филмот и всушност не е стапица, затоа што ликот се покајува во намерите, останувајќи само имагинација на Креймер кој за прв пат ете заглави во собствена стапица во овој филм. Иако е дејствието ситуирано во Мексико, мислам дека предходните Пили беше одбиено лекувањето на Креймер во Норвешка, што сметам дека е некаква референца за местото каде оперира, например, таткото на девојката кој ги практикува неговите методи на нелечење. Каква и да е Пилата, јас си ветив дека ќе го гледам во кино, секое продолжение кое што ќе игра, така барем последните 3 дела барем, затоа што првите немаше киносали во Скопје кои што беа расположени да прикажуваат хорор филмови и секогаш кога ќе го видам логото на Twisted Pictures ми буди убави спомени, односно Lionsgate исто така се вратија на нивното црвено крваво лого, така што Пила 10 за мене е старошколско враќање на формулата која работи за серијалот, симплифицирајќи ги стапиците и држејќи се до принципот на осудување на ликови на пропаст и нудејќи им можност да се спасат со жртвување на дел од нивното тело. Добивме и point of view кадар во прво лице од страна на куклата Били и што би сакал повеќе некаков си љубител на Пила, прашањето е колку ќе можат вакви флешбек приказни да пополнат во наредни продолженија сценаристите, тоа останува да го видиме. Меѓутоа, до тогаш уживајте во Пила 10. А во продолжение слушаме најавата за Resurrected. Resurrected е режисерско остварување на Егор Баранов, односно 10-ти негов долгометражен игран филм. Претходно снимаше комедија која што гласеше Самоубици, негов еротскиот трилер Локуст, потоа работеше на сериите Саранча, односно како една продолжување на Локуст, нели
фарца. Неколку адаптации има на Гоголь, вклучувајќи ја и последната итерација на Ви од 2018 година, како и научно-фантастичниот филм The Blackout. Егор сними филм ситуиран во најблиска иднина, кога католичката црква научува како да ги воскреснува луѓето, односно целиот процес се чува, се разбира од тајност се извинувам, од јавноста и следи строги правила, со тоа што само безгрешни верници, кои што се помлади од 65 години, можат да воскреснат. Филмот е во поджанр на found footage жанрот, односно screen life се нарекува овој технолошки хорор, кој е сместен целокупно на компјутерски екрани, налика филмовите Missing, Profile, Unfollowed, Searching, Unfriended, како и #J, #Blue Whale, #FVF, кои се уште последните 3 не сум ги гледал, меѓутоа претходните сите ги имам, односно сите филмови кои што ви ги напоменав се продуцирани од Тимур Бекмамбетов, вклучувајќи го и филмот Resurrected, кој максимално реши да го експлоатира овој начин на снимање и монтирање на филм на екран. Овој филм е предводен од Стенли, глумен од Дейв Девис, онлайн црковен свештеник кој им помага на оние кои што биле вратени во живот. Тој е разведен, неговиот син живее со поранешната сопруга, па со него може да разговара само преку интернет. Синот на Стенли беше првиот човек што воскресна откако почина со обраќањата несреќа, како што можете да слушнете, што ја предизвикува Стенли. Наскоро Стенли па дознаа дека постои огромен заговор за процесот на воскреснување со оглед на тоа што нели постојат черуби кои се помошници во процесот на одобрување на воскреснувањето, односно што ја чешлаат историјата на постоењето на некој човек, раководен се разбира од католичката црква, и дека воскреснатите имаат една друга насилна агенда што се вратат на земјата. Така што идејата е прилично уникатна, реализацијата јасно е во која насока ќе се движи, со оглед на тоа што црквата нема да може вечно да ја крие несаканите нус појави од воскреснувањето, посебно кога тие податоци се дигитални и има ликови кои што сакаат да ги споделат со јавноста, за да се обелодени нели измамата која што ја спроведуваат. Овој поджанр е во тесна корелација и со снаф филмовите, затоа што неизбежно е гледачот да посведочи на смрт на екранот, така што присутен е секоја што е елемент на запрепастување од погледнување и пред се на забрането, низ таа воајерска клучалка која што компјутерскиот екран нас ни се престори. Мислам дека резолвирањето не е на висината на задачата на идејата која стои за филмот, но манипулирањето на јавноста од страна црквата е убедливо доловено. Филмот допира и до темата дека се што правиме во животот е под силен надзор на будното око на религиозниот Орвелов голем брат и врз основа на одлуките кои што сме ги донеле во минатото, ќе се премота животот за да се одобри или одбие барањето за воскреснување, така што има неколку интересни нишки за размислување за тоа како се функционира процесот на враќање во живот. Имаме дигитални цркви со мисии, со аватари од верници, имаме хакери кои што копаат нели по туѓи гревови, го имаме снимателот на Аномалиса кој што го работи овој филм, XYZ го дистрибуираат заедно со Pulsar контенти и мислам дека го има на Tubi за да се погледне бесплатно со реклами, се рента и на YouTube. Дистописки хорор филм во кој цената на оживувањето е висока и заговорите на црквата секако дека не се од полза на замаениот народ во Resurrected, кој можеше да биде порадикален филм и да оди во екстреми кои не сме ги видели во овој поджанр, ама не го направи тоа и играше на сигурно со воскреснувањето, иако самата идеја е прилично агресивна и нападна и донекаде и визионерска. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушнеме уште еден бенд кој што во минатото имаше можност да свири во Македонија, односно ги слушаме Doggy Dog кој што настапија во 1995 година во така наречениот Ти фестивал. До тогаш има издадено само еден албум, Alboro Kings беше тој, а денес ќе слушнеме композиција од нивниот петти албум кој што гласи Free Radicals, односно од овој кросовер хип-хоп рок-н-рол бенд со фанк влијанија ќе ги слушнеме композициите Lit Up, Never Give In, Time Won't Wait и Energy Rock. Односно слушаме во продолжение на емисијата Doggy Dog и потоа се враќаме во етер да ви говорам за
преостанатите 9 хорор филмови кои што ќе рецензирам во рамките на ова издание Дансе Макабре. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 553-тото издание на емисијата Дансе Макабре, именувано како секој ден е Хелоуин, односно преглед и анализа на 13 хорор филмови кои што сметам дека се вредни да го добијат вашето внимание во овој период од годината, а со прегледот доаѓаме до филмот за кој што ќе слушнете најавата во продолжение, односно за Perpetrator. Perpetrator е режисерско остварување на Дженифер Ридер. Огромен број на кратки филмови има за себе оваа режисерка. Ова е незин, ако не се лажам, 5-километражен проект. Претходно го има работено Accidents at Home and How They Happened. Signature Move, боречкиот филм е незин. Потоа LGBT Giallo, слешерот Knives and Skin. И незин предпоставен филм е Night's End, едно одлично стварување во рамките на COVID пандемијата која што отсликува самотијата и појавување на духови во домовите во кои што бевме заробени, како и краткиот Holy Hell, односно тоа е сегментот кој што се наоѓа од претходната итерација на хорор антологијата VHS, односно VHS 94. Perpetrator е филм во кој што Џони Баптист, односно кој што ја глуми Иан Маккернан, која знаеме од Adults и Mare of Easttown, таа е прилично несовесна тинејџерка испратена да живее со нејзината тетка Хилди, глумена од Алиша Силверстон, која што од филм на филм се повеќе се препушта на жанровските остварувања. На нејзиниот 18-ти роден ден на Џони, таа доживува радикална метаморфоза, односно семејна магија дознава која што ја редефинира, која е наречена Forevering, кога неколку тинејџерки исчезнуваат во нејзиното ново училиште, раздивена, тајде да наречеме Џони, ги остри незините заби и тргнува по сторителот, односно човекот кој што го има одземено нивниот живот. Дженифер е позната по пред се незиниот феминистички пристап во сите незини творби и тоа станува обележе кое што ја краси незината естетика, но во случајот на овој филм станува толку доминантен компонент кој што почнува да пречи врз основа на останатите идеи кои што ги засенува, кои се нафрлени само во творбата, пред се засенувајќи ги и основните сценаристички чинители, правејќи недимензионални машки ликови, пародија на самите себе, што само придонесува на шупливоста на творбата. Спојот на надприродните вештарски суспирија елементи со тинејџерскиот хорор поджанр, не знам колку соодветно се амалгамираме во оваа творба, меѓутоа дека ова е филм што е, например, на рамниште на Кери за денешницата. Не е, иако има силен коментар за пробувањето да се преживее напад на училиште од страна на вооружен ученик, наместо да се обрне внимание на учениците, за да се не дојде пред се до тоа, е една од многуте аномалии на американскиот школски систем, до која не доаѓа кај нас само за тоа што немаат пристап децата до огнено оружје, воспротивно ќе станеше активности во нашите училишта со оглед на тоа што булингот е преминат во норматив кој прераснува во мобинг за возрастните, а нивните учители не преземаат ништо против тоа. Не се ништо подобри американските кои што ги забележуваме во овој филм. Прекумерните кич елементи и хибридот со джијало жанрот го функционира, например, за Knife Plus Skin. Тука делумно работа, затоа што има дисбаланс во градењето на прогонителката и сторителот, кој исто така си се маскира и убива на джијало филмовите, само што тука е во прогон, во една young adult содржина, која токму поради невообичаениот жанрски пристап кој што го има Дженифер се двои од останатите филмови, ама па тој пристап дефинитивно изгледа недоветно и бара специфичен вкус за гледачи за да им се допадне, со оглед на тоа што Дженифер има интригантен пристап на кој што го реализира овој филм. Конкретно е заљубена во Dissolve и заљубена е во одредени монтажни потфати кои што можеби се синоним повеќе на 70-тите и ги имплементира во сите нејзини творби, таков е случајот и тука. Надприродните сили на Џони искористени се за да ја најдат
за да ги најде пред се жртвите на сторителот, секако дека не се револуционерни во жанрот, но таа феминистичка призма на поставеност на женскиот лик наспроти окружувањето е значајно за градењето на светот, кој кога е во прашање некоја бурлескна, например, поставеност на Дженифер може подобро да се снајде во тие води, но кога треба да се преслика некоја си постоечка реалност, нејзиниот иска се посомничав. Најсилниот аспект на филмовите на Дженифер е визуализацијата, а за овој филм, за прекрасното кадрирање, се има погрижена директорката на фотографија, за која што сме дискутирале со моите гости во рамките на оваа емисија, с оглед на тоа што има работено на неколку домашни филмови, како што е, например, Снежана на крајот умира, Вера сонува за морето, Отворена врата, Cold November е снимено од нејзина страна, односно станува збор за директорката на фотографија Севдие Кастрати, која што впечатливо го долови пред се постоењето на природниот свет во нашиот и направи едно запамтливо прекршување на лицето на актерката како премин во незината трансформација. Филмот имаше премиера на Берлинале, потоа играше на Трибека, Outfest, на Фентези филмфест во Германија. Сем Зимеран го купи да биде оригинален филм на стримерот Shudder, или Рида Мемедовски и Саша Кузнецов се во споредните улоги на овој филм. Мене Перпетритер, како и останатите филмови на Дженифер, ми се класа сами за себе, затоа што таа е режисерка која ја первертира нормата, своеглава артистка е, која се држи до зацртаната цел и не попушта пред никаков притисок, има еден габарит на елементи од 80-тите и пред се влијание од Джиало, кое што континуирано бликаат во незините творби, што не баш секогаш резултира со победа, меѓутоа тоа не ја интересира, и во еден ваков coming of age хорор филм си го наоѓа своето место и знае да отвори плејада не само на родови прашања, туку и на мноштво комплексни проблеми кои што си дозволуваме да ни се провлечат во реалноста без да размислиме за нивните последици кои што нели си ги трпиме сите. Така што е едно моќно и значително остварување за оваа година од страна на Дженифер, односно Perpetrator. Продолжение слушаме кратка најава за The Goat and Her 3 Kids. The Goat and Her 3 Kids е режисерско остварување на Виктор Каначе, кој, иако во Романија е познат како актер, како режисерова му е долгометражно деби, кој се базира на истоимениот краток филм објавен пред COVID пандемијата, заскриена од светот во руралните предели на Романија во 19-тиот век. Вдовица и мајка на 3 деца мора да го брани она што останало незиното семејство по секоја цена од еден стар семеен пријател кој станува антагонист во самото дело. Заснова за една од најпознатите романски народни приказни, односно Козата и нејзините 3 деца на Јан Креанга, која во целост не сум имал можност да ја прочитам, можев да прочитам неколку извадоци за потребите на емисијата, од кои што ми делуваше како творба која што е повеќе блиска до делата на браќата Грим, со тоа што убеден сум дека пристапот на Каначе е многу посуров од тоа што би била нели намената приспивната песна за заплашување на малите деца, со самото тоа што го прикажува семејниот пријател како злобник и му дозволува на гледачот да ги согледа механизмите кои ги презема мајката за да ги постави или стапиците за несаканиот гостин во семејството, се дава една друга димензија на бајката која си има своја дидактика, меѓутоа во филмуваната верзија се истакнува и визуелната пасторала, но и соочувањето со злото во човечки облик, снимено од страна на директора на фотографија Луде Хилерин. Маја Моргенштерн, од која што ја знаеме од The Passion of the Christ, го носи филмот на својот грб, таа мајката со која со тоа што нели кога се снима со мали деца секогаш е проблематично дозирањето на нивната глума, кое знае да биде и тука проблематично ако се заиграат нели повеќе од колку што треба, но тука е Маја да ја смири топката и воведе нели контрола во кадарот и ја скрие одмаздата зад незиниот суров поглед. Содржајно филмот можеби е потенок заради тоа што приказната е базирана исклучиво на
самото семејство кое е оддалечено од цивилизацијата и е лесна мета, нели, на семејниот непријател, волкот, нели, кој што се има навртен на пленот, така што дискутабилно е дали воопшто е потребно да се дополнува краткиот филм во долга форма, но ете, со помош на постојаната игра со надприродното и односно калкулирањето со него се добива една целовечерна творба. Пред се во прашање е спорогоречки фолк-хорор филм, кој помина под секој можен радар, а е еден од поквалитетните фолк-хорор филмови последните неколку години, но романскиот јазик, нели, се прави дистанцата од гледачкиот аудиториум, затоа тука беше награден, нели, филмот на фестивалот Трансилванија, дистрибуиран од Трансилванија филм, кои се исто така дистрибутери на Племето и на Apples и на The Beasts и останатите европски филмови кои што се под нивна капа во бајката на која што се базира козата ги напушта трите, нели, рења во домот за да оди по храна со пораката, нели, да не ја отвара вратата на никој освен на низината песна. Околу ги слуша тоа и откако ќе замине почнува нежно тој да пее, паѓаат на тоа палавите деца и отварат вратата и ги јаде, а најмалото кој не го слушаат, се разбира, кој постојано говори да не ја отворат, се крие во очакот и преживува, па кога се враќа козата го поканува волкот на гозба на погреба на децата и го турка во пламења. Тука има една промена во текот на действието, со оглед тоа што луѓе, нели, треба да ги глумат овие улоги и нема пламење, има една друг потфат на кој што таа се реваншира, така што ономатопејата е пресликана со ликови кои што ги имаат карактеристиките на животните од приказната, кои што се карактеристики на луѓето, кои се всушност одлика на човечкото расипништво и непослушност и секако одмазда која што следува на самиот крај. Така што ако сте љубители на фолк-хорор филмови, дефинитивно треба да погледнете The Goat and Her Three Kids. И за овој блок во продолжение имаме најава за хорор филмот Talk to Me. Talk to Me е режисерско остарување на Дени и Майкл Филипу, кои се познати по серијата на крвави скечеви, кои што може да ја погледнете на YouTube, именувани како Рака. Го снимаат своето долгометражно деби остарување, по претходно имаат краток филм за ритуално давење, кое што е насловен Делуж, и неодамно објавија еден тизерена најава дека ќе има своевидно продолжение Talk to Me, именувано Talk двојка ми. Еден од најзначајните хорор филмови според мене за оваа година, во кој група на пријатели откриваат како да привлечат духови со помош на една балсамирана рака, почнуваат да го користат овој метод како причинител, нели, за внесување на дополнителна возбуда на нивните забави кои што ги организира, додека еден од нив не отиде предалеку и не ослободи застрашувачки надприродни сили од другата страна на постоењето. Именно ова е дело кое на најдобар можен начин ги воспоставува правилата на игра, односно состава систем на вредности и цели и во рамките на тој свет максимално ги искористува можностите на идејата во која штом се поздрави дланката, се фрла поглед во светот на мртвите, но тоа гледање во амбисот дава сила на демоните да преминат од другата страна и да ги запоседнат љубопитните. Убиствата со кршењето на вратовите и појавувањето на морничавите деформирани лица на демоните и во кратки интервали се застрашувачки, а секој филм со 3 опасно изведени практични ефекти заслужува највисоко рангирање според мене и тоа по дефолт, како што е, нели, случајот со овој филм, кој во рамките на убиствата оди таму каде што, например, допре еден Hereditary. Не ја кажувам случајно ова компарација, затоа што и двата филма се под капата на A24, со тоа што и во овој филм буквално нема ниту една минута која е залудна и е монтиран до перфекција, кој докажува дека може да се сними 95 минутно модерно хорор ремек дело. Продуциран е од Causeway Film, студиото кое што стоеше зад Бабадук и Нема да си сама. MCF го дистрибуира во Србија, се прикажа прво на домашен терен во Аделаид, а потоа замина на Sundance, каде што ја дигна прашината зад себе, па играше на Берлинале, потоа беше префрлен на South by Southwest, играше на канадската Фантезија, на Fantasy Film Fest, пред да заврши на Apple, Amazon и на останатите стримери. Во овој филм Мија е глумена од Софи
Wilde, која што има можност да разговара со духот на нејзината починалата мајка, и всушност тоа е врската која ја експлоатираат демоните за да преминат од страната на луѓето кои што имаат загубено блиски, што е еден прилично функционален механизам. Раката е на замена за Ouija табла, но методот на поздравување на дланката и е подавање рака на злото да пенетрира во реалноста. Разработени се заемните односи помеѓу ликовите, се поставува хиерархијата во друштвото, посебно со односот помеѓу повозрастните и помладите, така што ништо не е одвишок и во вистинско време се појави за да докаже дека сите идеи не се искористени, ама важна е прецизна реализација за да може да се надогради и да се истражи идејата, а не само да остане како гимик и ништо повеќе, што не е случајот со Токтуми, во кој досадниот принцип за поседнување и екзорцизам се носи во 21. век, заедно со досадната музика на повиците на Crazy Frog, кој што ќе станате, ќе добиете на друга димензија, ајде така да наречеме во рамките на Токтуми. Така што еден од најквалитетните хорор филмови на годината, кој што уште сега можам да најавам дека ќе биде составен дел дефинитивно од топ листата на 10 хорор филмови, која што ќе биде приложена во последната епизода на ова календарска година. Во продолжение слушаме најавата за No One Will Save You. No One Will Save You е режисерско остварување на Брайан Дуфилд, кој во Холивуд е попознат како сценарист повеќе отколку како режисер, заради тоа што ги има напишано двата дела за одличниот Babysitter, потоа негово сценариото за Underwater, како и Love and Monsters, дури и анимираната серија Kong Island, односно Skull Island е негова, но затоа па е режисер на одличниот Spontaneous, кој што влезе во топ 10 на годината од листата на Дансе Макабре, но затоа па моментално работи на запоседнувачкиот хорор филм Vivian Hasn't Been Herself Lately. Брайан сними филм во кој една е млада жена која што е оттуѓена од својата заедница малтени и се наоѓа во судир со мноштво на вонземјански суштества кои се закануваат пред се на незиниот живот, додека ја принудуваат да се справи и со незиното минато. Вонземјани кои што вршат домашна инвазија во градче во кое непожелен лик, како непожелен лик се чувствува самата глумена од Кейтлин Девер, односно иновативниот пристап на овој филм е всушност носењето на одлуката говорот да биде речиси непостоечки, односно да комуницираат актерите и актерките со физичката глума, односно со гестикулациите, кои се сосема јасни за да го разберете течението на действието. Вонземјаните во хорор жанрот последните неколку години стана толку наивни и толку припитомени, што се заборави дека може да имаат злобна и перверзна природа, која ме подсети например на филмот Fire in the Sky или да речеме Communion, од кој што мислам дека само во последно време трилогијата Skyline во поново време се прикажани во овој суров и бескомпромисен начин, можеби и Dark Skies да се напомене како еден од вонземјанските хорор филмови, или па Altered Night Sanchez, исто така прекрасен вонземјански хорор филм, што беше нели еден значителен потфат на филмот да се направи таа дистинкција од тие факсимили на E.T. и повеќе да врати и да одобрижи жанрот, например, до The Thing, на рамниште, нели, на злобни вонземјани. Секако дека не е, например, дораснат на ефектите на делото на Карпентер, но не ни мора. Доволно е да се појават вонземјаните и да се заканат со нивните експерименти и да дигнат бучава и да се промени температурата во самата соба. Тоа што жртвата не е прифатена од околината е користен елемент во сценариото за да биде нели препуштена самата на себе си. Стивен Кинг кажа дека го подсетил филмот на Twilight Zone епизодата на напишан од Ричард Матесон The Invaders за вонземјани кои што слетуваат во едно поткрвје, го пофали филмот на социјалните мрежи, а во филмот Брайан сака да долови дека вонземјаните во еден ден го покоруваат човештвото, ама
ама не сакаат да го уништат, туку се заинтересирани да го истражат, затоа што нели тоа на нив им е страно и мислам дека направи еден многу впечатлив вонземјански хорор филм кој што ретко кој друг режисер може да го реализира на начин на кој што тој го има составено, без да го загуби вниманието на гледачот. 20th Century Studios го продуцира филмот, односно поранешното Fox, 20th Century Fox, кој што заврши на Hulu, наместо да има поголема дистрибуција во киносалите, затоа што е оригинален филм кој што заслужува да биде погледан на големо платно, без разлика на тоа што се изустени само 5 зборови во него, иако јас би сакал да се направи еден можеби порадикален исчекор во делото, намесно да омекне како што одбинува минутажата во No One Will Save You, за да не му текне на некој друг да си игра со вонземјаните или да си игра со луѓето. Едноставно, дизајнот на звук, кој што слушнате самата најава има зошто е исклучиво истакнат во рамките на ова дело и е едно од најсилните оружја за напаѓање на сетилата на гледачот. Така што No One Will Save You е едно од најдобрите вонземјански хорор остварувања за оваа година. Тука правиме една кратка музичка пауза и го слушаме најагресивниот бенд во рамките на емисијата кој што ќе го слушнеме денес, односно ги слушаме Autopsy. Autopsy се еден култен калифорниски дед метал бенд оформен 1987 година, кој што се реобединети и се активни од изминатата година. Се создаваат нови и нови остварувања, со тоа што ќе слушнеме композиции од нивното девето, ако не се лажам, студиско остварување, именувано како Ashes, Organs, Blood and Crypts, односно тоа го издадоа по Morbidly Triumphant, односно изданието од минатата година, така што се прилично инволвирани во создавање на нова и нова музика, односно од нивното моќно old school death metal остварување ќе слушнеме композицијата Rapid Funeral, потоа Throat Saw ќе слушнеме, панкерската Toxic Dead Fuck и композицијата која што го затвора овој албум, односно спората и болна Coagulation, така што продолжение на емисијата ги слушаме американците Autopsy и потоа се враќам во етер да ги рецензирам преостанатите 5 хорор филмови за ова издание на Danse Macabre. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Danse Macabre со своето 553-то издание, именувано како Секој ден е Хелоуин, односно ви представувам 13 актуелни хорор филмови кои што се наоѓаат на топ листата на 50-те најквалитетни хорор филмови за 2023 година. До сега рецензирав 8, преостанаа уште 5 од оваа листа, која што ја продолжуваме со најавата за хорор филмот Totally Killer. Totally Killer е режисерско остварување на Чка Кан, тоа е незин втор долгометражен игран филм по Always Be My Maybe, како и таа го има режирано стендап настапот на Али Вонг, односно Дон Вонг. Работи и на комичните ТВ серии Don't Trust the Bitching Apartment 2023 се извинувам, Flash of the Boat и Young Rock и подготвува незината најнова комедија за девојката која што е зависна од шопинг, која трага по перфекција во White Girl Problems. Режисерката која има долга кариера и познавање на комичните серии и филмови се впушта во незиното прво уруинирање во диаметрално спротивните жанрови, односно научната фантастика и хорор жанрот во филмот кој што 35 години по шокантните убиства кои што се случуваат во малото градче на тројца тинејџери, се појавува злогласениот убиец кој што се враќа на ноќта на вештерките за да ја земе својата четврта жртва и кога 17 годишната Джейми ќе се соочи лице во лице со маскираниот манијак. Таа случајно патува назад во времето во 1987 година и принудена е да се движи низ непознатата култура која што Джейми глумена од Кiernan Shipka, која што знаете од новата итерација на Сабрина, се здружува со
токму незината мајка, тинејџерка, за да го соборат серискиот убиец со маска. Секогаш филмот е жанровски хибрид, каде е помешан елементот на патување во времето, што е научно-фантастична тропа, како и појавувањето на маскиран сериски убиец, кое што се разбира кај чинител слешер хорор под жанрот, и кога сето тоа ќе се постави во рамки на coming of age комичниот филм, за созревање го добиваме соединението кое што гласи Totally Killer. Тоа значи дека Джейми се враќа во времето на незините родители во нивното детство и се запознава со нив како изгледале на млади години, налик Back to the Future филмовите, меѓутоа во легурата со тинејџерските слешер филмови од 90-тите, како што се Scream и I Know What You Did Last Summer, или ако повеќе сакате, може да се додаде на пандан, како пандан на модерниот бран на тинејџерски слешери, како што се Happy Death Day, што може дури да се каже дека филмот на режисерката неуспешно се обидува да го достигне неговиот квалитет, или пак Final Girls, например, која се направи една паралела на навраќањето на ќерката во животот на мајката на млади години, така што доста зачестена појава стана патувањето низ времето и фетишизацијата на 80-тите и пред се соочувањето со убиецот од модерните хорори, па затоа нема кој знае колку придонес на дискурсот овој филм. Локациите на кои што се изведени пресметките се впечатливи, само уште полицајците да го имаа погледнато Марти Макфлај, за да може да ја помогнат на Джейми во борбата против убиецот. Комичните диалози се најсилното оружје на филмот во колизијата меѓу навиките на 80-тите и на 2020-тите. Има бодежи колку би се очекувало во еден PG слешер да има, меѓутоа е забавен филм за цела фамилија со оглед на комичните изливи кои што може да слушнете кај најавата, кој мислам дека ќе коинцидира со потребите и на најмладите. Премиерата беше на Fantastic Fest, Blumhouse го продуцираат, на Amazon го дистрибуираат овој Sweet 16 убиец во Totally Killer. А во продолжение слушаме најавата за Skinford Dead Sentence. Skinford Dead Sentence е режисерско остварување на Ник Кацевски, македонски режисер од Австралија, кој има направен еден филмски серијал кој што го именува како Skinford. Од 2017 започнува со серијата на овој филм и продолжувајќи од Skinford Chapter 2, додавајќи го Dead Sentence и работи моментално на Skinford 2, односно The Curse. Во овој филм Джими, односно Skinford, глумен од Джошуа Бренан, сака да украде еден камион за да може да го препродаде и да заработи брзи пари за да му помогне на својот болен татко, меѓутоа ќе налета на Зофија, глумена од Шарлот Бест, која не може да умре и секој што ќе биде изложен на неа добива дел од незиниот благодет или клетва, ако повеќе сакате, односно бесмртност, тоест нема да може да почине. Таков е случајот со Скини, кој се откопува себе си од гроб по смртта и согледува дека Зофија го има наградено со бесмртноста, но се обидува да дознае зашто е тоа токму така. Огромна радост ми представуваше откритието дека имаме македонец покрај Столевски кој работи на промовирање на хорор филмови во Австралија, со тоа што Ник има снимено торчер хорор, ама го има наполнето со елементи на надприродното, што е смел подвиг и уникатен начин на амалгамирање на овие два неспојливи жанрови. Подсетувајќи ме може би повеќе на He Never Died, кој што глумеше Хенри Ролинс во него 2015 година, и на Ниво на трговија со белоробија, кој што повеќе ме подсети на холандскиот хорор за кој што ја говори во почетокот на годината, кој го презентира во емисијата, односно ако веќе се врзуваме до идејата да има ангел кој што е во прашање на посед на додавање на бесмртноста во контекст на He Never Died. Има отворено голем број на нишки од ликовите, кои не сум убеден дека сите се потребни и придонесуваат на збогатување на сюжетот, заради тоа што Скини и Зофија се моторот на филмот. Морам да ја напоменам најморничавата изведба на македонско девојче, која некојаш ќе ја погледнете на филм, која му ја доделува на еден доктор кој ги измачува младите девојки подпевнувајќи ја неговата песна, што е една уникатна
и пред се страшна изведба на композицијата која директно е наменета за застрашување на потенцијалните жртви од овој австралијански менгеле, така што не се плаши да ги изволка рацете во крв и гној ник за да го сними филмот, кој се двои од останатите експлоатациони филмови, токму поради оваа уникатна идеја која ја провлекува низ многуте филмови од серијалот. Филмот исто така делува како да е омаж на торчер хорор филмовите од 2000-тите, но има и доза на хумор која се провлекува во ситуациите во кои е ставен во небрано и затекнат скини пред се. Убаво е да дознаеме што е можно повеќе за Зофија, како ја стекнала моќта да нели за да ја победи смртта, и ова е уште еден филм од рангот на криминалец кој што ограбува на погрешно место во погрешно време, но тука свежина носат токму овие надприродни агенции. Black Mandala го дистрибуира филмот широм светот, го има на Амазон и на Vudu. Сниматели се Киеран Флауер и Карл Робертсон, кои што работеше на Better Watch Out, кои се погрижија да делува гнасно секој кадар, и премиерата беше на Horror Rent, филмскиот фестивал во Грција, и сега за сега никој не се потруди да го дистрибуира овој филм во Македонија, што е за срамота. Од него ќе си продолжиме да си патиме, а Ник Кацевски е уште едно име на кое будно ќе внимаваме што ќе сними следно, и убаво е Скинфорд серијалот да го доведеме на некој фестивал кај нас за да може на големо платно да уживаме во крвавите филмски благодети кои што ги има Ник Кацевски реализирано зад себе. А во продолжение ја слушаме најавата за Dark Harvest. Dark Harvest е режисерско старување на Дейвид Слейтс, која започна филмската кариера како режисер на музички видеоспотови на Aphex Twin, Fatboy Slim, Tori Amos, POD, Aerials на System of a Down, негов спот, потоа има работено доста спотови за Muse, за Stone Temple Pilots, за AFI. Пред да го сними хорор филмот Hard Candy и 30 Days of Night, секако работеше и на Twilight сагата, односно Eclipse, па се преферли на снимање на епизоди од сериите Breaking Bad, Hannibal, American Gods. Ја сними најпрвин епизодата Metalhead од Black Mirror и потоа се посра со епизодата, интерактивната епизода, се извинувам, Bandersnatch, иако не е за подценување неговиот црно-бел сегмент од хорор антологијата Nightmare Cinema, именуван како This Way to Egress, а потоа сними еден ТВ филм кој никаде не е достапен, Red Bird Lane. Така што има многу значајни и незначајни филмови снимено Дейвид Слейд во неговата кариера. Има квалитет, дефинитивно не смее тоа да се подцени, и овој мислам дека е еден од тие култните, затоа што после најавување секоја година во емисијата на почетокот на календарската година дека ќе биде објавена адаптацијата на романот на Норман Портридж, веќе се откажав од најави за овој филм оваа година, затоа што залудно е да ветувам нешто што секоја година од студиото го пролонгира, така што дури со неверување го гледав насловот кога се појави на филмот, дури морав да проверувам дали зборуваме за истиот филм, затоа што неверно ми беше дека конечно се појави ова дело. Во проколнато мало градче годишната жетва станува своевидна борба за опстанок на ноќ на вештарките 1963 година. Солтук Джек има своја застрашувачка легенда која се пренесува од колено на колено, односно тој се подигнува, страшилото се подигнува од полињата на Ченка и заканувајќи им се на децата од градот, и група момчиња се обединуваат за да го победат страшилото пред полноќ, што значи Ричи се извинувам, глумен од Кейси Лайк се бунтува, одбани кој што се приклучува во трката против Солтук Джек, мотивиран од претходната победа на неговиот брат, иако не се случило во историјата двајца браќа да го победа страшилото. Овој надпревар е од духот на Hunger Games, на Divergent, со тоа што времето е заглавено во 60-тите и таа Американа делува како некое Стивен Кингово градче за кое не постои времето надвор, и ако повеќе сакате еден Ривердейловско градче од Арчи Комикс или па Outsiders за тие кои што сакаат филмови од 80-тите, иако за тие што успеале да го победат монструмот се зборуваат легенди дека се успешни луѓе кои им било возможено
нивно излез од градот и со совладувањето нели жетвата била плодна и можеле да преживеат и жителите на самото градче. Сето тоа е убаво, само што не е толку лесно да се победи над природното битие, макар и што се буди само еден ден. Нема проблем да ги смачка телата на неговите ловци и тоа на грозоморен начин, што ме израдува за пристапот во практичните ефекти. Момците со маските кои што го ловеа чудовиштето ме потсетија на маските на Misfits, а самото чудовиште на Pumpkinhead, така што си добивме еден нов Jeepers Creepers без силување на филмскиот сет. На Letterboxd некој имаше напишано дека вака изгледа Сем од Trick or Treat, само возрасен, што е уште едно продолжение кое секоја година го најавувам и е откажано, ама го дочекавме Dark Harvest, едно антиклимактично да се појави, иако е продуцирано од MGM и United Artists, фрлајќи го на Amazon и Apple Plus, ќе стане еден модерен хорор кој ќе биде синоним за Хелоуин во иднина и ќе се реферира како култно филмче кое ќе го откриваат нови генерации на љубители на хорор жанрот. Да не се чекаше толку многу на Dark Harvest, може би ќе беше повпечатлив ако излезеше одма по појавувањето на книгата и страниците додека беа крвави се адаптира на големото платно, меѓутоа го добивме на малиот екран со огромно задоснување, но подобро да го добиеме некогаш отколку никогаш. Во продолжение ја слушаме најавата за When Evil Lurks. When Evil Lurks е долгометражно филмско остварување на Демиан Ругна, односно тој е аргентински режисер кој првпат си поигра со демони во долгиот The Last Getaway од 2007 година. Со режисерот Фабиан Форте ја подели антологијата на проколнатите ликови насловена Cursed Bastards, негова исто така комедијата You Don't Know Who You're Talking To, која што ја сними пред да го режира Атерадос, односно Terrified. Учествуваше и во латино хорор антологијата Satanic Hispanic, која убаво ќе беше да ја објавеа на Dia de la Muerta, односно денес, прославата на мексиканската прослава, односно на денот на мртвите, каде се собрани сите значајни автори со латино потекло, и да се вратиме на еден од најзлобните филмови на годината, во кој во едно зафрлено селце двајца браќа наоѓаат човек кој што е заразен од демон, чија што кожа е потечена со абцеси, и тие решаваат да се ослободат од човекот, односно да го придвижат, стапувајќи во допир со него, што значи дека многу лесно ќе му биде да се пренесе злото од едно на друго битие. Овој филм се издвојува од останатите демонски хорор филмови, затоа што Демиан наметнува во својот филмски свет 7 правила на однесување кога е демон во прашање, кои подразбираат избегнување на огнено оружје и електрицитет во негова близина, не смеат да бидат именувани демоните и да се избегне контактот со животните и да не се плаши човекот од смртта. Се неколку од тие правила кои што се иницираат, што значи дека отстранувањето од демонот дополнително е комплицирано, затоа и ја забележуваме секирата како средство за спасување од земање на животи, која што е присутна на самиот плакат, која ќе учествува во една запрепастувачка сцена кога демонот е во јарето, која ќе биде убиено од огнено оружје, но затоа возрастните ќе се решат со секирата за да го спречат ширењето на демонот. Тој запоседнува деца, возрастни, не пребира, така што првата половина на филмот е фуриозна и една од најопасните кои што ќе погледнете во модерен филм. Се распарчуваат деца и возрастни без пардон, меѓутоа во втората половина кога ќе се насоберат тие Children of the Corn, децата спласнува динамиката во делото, кое води во едно безнадежно финале, какви што мене ми се највкусни. Признавам дека не бев љубител на Атерадос, затоа што имаше премногу нафрлени ликови во еден филм и актери кои, како и во овој филм, јодан на нерви со преглумувањето на екстремните ситуации, ама постепено се навикнувам на таа аномалија на латинската, односно на глумата на латино актерите, за доброто нели на филмот, а филмот е врвно остварување во демонскиот поджанр, каде злото е заразено, пред се како вирус делува. Со тоа што
исчезнуваат телата под закрила, нели, на демоните кога им одговара и знае да биде тоа олеснителна околност, нели, за манипулацијата од страна на авторот на вниманието на гледачот, но треба да се манифестира над природното на некој начин, не само, нели, со таа физичка модификација, со злото што го запоседнува телото. Нема екзорцизам, нема спасение, иако ликовите наистина деваат дека ќе се справат со злото, што е одлична механика во пишување на сценарио за да се врзат гледачите со нив, меѓутоа тешко ќе биде спасението од ова зло. Ставно прекрасно е реализиран овој филм, премиерата беше во Торонто, на ТИФ, потоа ги помина сите жанровски американски фестивали, Fantastic Fest, Beyond Fest, Nashville, играше за да отпатува во Сиджес, каде што го надградија со наградата за најдобар хорор филм. AFC го прикажува на големото платно, но Сем Зимерман Шалер се посреќи со купувањето на филмот за хорор стримерот, чија гордост стана When Evil Lurks. Ако ви фали парче од месото на филмовите на Лучио Фулчи во вашиот живот, дефинитивно насладете се со овој шпански филм. Уште еден кандидат за листата на топ 10 хорор филмови на годината, заедно со Talk to Me и со новата итерација на Evil Dead пред се. И за крај преостанува рецензијата за филмот Slaughterhouse. Slaughterhouse е режисерско остварување на Метју Гудхју, односно станува збор за втори негов долгометражен филм Paul Wald од 2020 година, кој претходно сними 3 кратки филма, кој ги спакува куферите и замина за Белград, Србија, да го сними својот нов филм во кој што Емили Јанг, глумена од Лиса Амбала Ванер, сака да се зачлени во сестринскиот семејство на кампусот факултетски, додека ја започнува својата кампања, нели, за да се кандидира за преседателка наспроти конкурентната, нели, злобничка. Таа наоѓа еден симпатичен мрзеливец, кој набрагу сваќа дека може да ги украде, нели, срцата и гласовите на низините сестри во сестринството, но кога телата полека почнуваат да се натрупуваат во куќата Сигма Ламба Тета, Емили и сестрите сваќаат дека смртта е предизвикана од нивната нова, нели, куќна маскота, односно мрзливката Алфа, која само сака да се гушка со низините канџи. Мора да завршиме на ведра нота која ја предизвикувала хорор комедија со Пан во името, која мора да се спомне затоа што е хибрид на анималистичките хорор филмови и coming of age мелодрамите за факултет, со тоа што ме израдува пристапот на мрзливката која што е кукла, налик Чаки, и мала, ама смртоносна. И нејзиното придвижување и фрлање во кадар додава на квалитет во филмот, што е физички реализирано, а не некаква сикликаница, иако има и визуелни ефекти, секако дека мора да има, ама незиното присуство во сцените додава на комични агенции и штета што повеќето убиства се вон кадар. Ама затоа од тие 90 на минути се обидува филмот да не се свати толку сериозно, иако нема празен од во оваа минутажа. Убаво е што старошколскиот пристап го води овој филм да се додаде еден мрзелив убиец во слешер канонот. Јелена Кошара и Тијана Упчева, Стефан Капеджиќ и Милица Врзич се во спорени теологии во факултетот, снимен во истата вила во која беше снимен и новиот дел на Hellraiser, само што наместо стапици од демони има девојки кои се забавуваат во сестринството и една по една умираат од мрзливката Алфа, која има зариено остри канџи во нив. Не знам дали да се стави во треш категоријата, затоа што има посериозен пристап во обработката на комедијата и хоророт, така што знаеле што правеле авторите, ама дека е насловот пан кој си бара филм, играше на Fantasy Film Fest и на Слеш филмскиот фестивал и може да го најдете на Hulu, дистрибуиран во кино е од Gravitas Ventures, Slaughterhouse, или како Роджер Корман би снимил хорор комедија во Белград. Покрај овие 13 хорор филмови, можам да ви препорачам да погледнете The Mill, кој што е survival torture хорор филм, кој што може би ќе говорам за него во некоја од изданијата на Макабре Филмфест, заедно со Suitable Flesh, кој што е лавкрафтовски хорор филм на Джо Линч, едно навраќање на манирот на снимање филмови на Стюарт Гордон, односно негов подпис во
како оддавање почит на хорор великанот. Потоа може да ја погледнете хорор антологијата VHS 85, која што сметам дека е една од послабите од серијалот на хорор антологии за проколнатите видеокасети. За жал, ќе заслужува да биде составен дел од емисијата Балерина, меѓутоа ќе се обидам да направам една засебна рецензија во рамките на видеологија за него. За жал не го број во овие филмови, меѓутоа и тоа како е едно од најквалитетните акциони хорор остварување за оваа година. Секако го имаме третиот дел, односно продолжението од серијалот 13 камери, именно како 15 камери за убиецот кој што демне од домовите преку камерите кои што има поставено во нив. Имаме еден одличен трилер кој што ви препорачал, Old Flame, ситуиран на една локација со мал број на ликови, документарецот Blood, Guts and Sunshine за хорор во Флорида, или па Living with Chucky, документарецот за снимањето на Child's Play и на продолжението на Chucky. И секако може да и погледнете акционите хорор филмови The Passenger и Sympathy for the Devil, слични премиси за едно крваво патешествие ширум Америка. А за крајот на оваа емисија ќе слушаме три композиции кои што се наоѓаат на новото студиско остварување именувано како Spine на Миркур, односно станува збор за данската артистка Амали Брун, која што го работи овој соло black metal проект со влијание од фолк, рок влијанијата и готски примеси кои што допира до пагански мотивации кои што соработува најчесто со Relapse и го издаде по Folk Sangre од 2020-та, односно од овој албум. За крајот на емисијата ќе имаме време да слушаме три композиции, односно ќе слушаме Like Humans, насловната Spine и Valkyrne Sang ќе ја слушнеме за самиот крај на емисијата. А јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 553-тиот гримор на Дансе Макабре и го враќам на полицата каде останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се.